ми дојдовте. Повторно нешто конкретно за гледање и нешто директно за прашување. Има ли вистински мажи или се врста во исчезнување? Мажите викаат, аман веќе кога ќе се најде прав маж во државава кој ќе удри на маса и ќе рече не иде ова вака, дајте да ги оправиме работите. А жените ќе кажат, нема прав маж за кого да се омажиш. Се или зафатено, или женато, или има манири, ама не е храбар, или се е фино и културно, ама не мажествено. Ке се прашаме и дали враќањето на воениот рок е неопходно за да се спаси од исчезнување врстата на вистинските мажи. Ке ја прокоментираме и констатацијата. Не се вистинските мажи во исчезнување, туку во теке епидемија на равноправност на половите. Моето име е Снежа Велков, а ова се моите гости. Ирина Дишовска, девојката која рече мојата моќ е тоа што сум жена и боса во елегантен фустан се искачи на гребенот на матка. Добре ми дојде. Добре ве најде. Павле Камиловски, пејач и еден од најпосекуваните ергени во Македонија. Генерал Стојан Чангелов, лично и персонално. Добре ми дојде. Добро ве најдов. А за стручно елаборирање на темава ќе биде задолжена магистар Тијана Ивановска, лиценциран психолог, собственик на себе сложувалка. Ето, ова беше официјалното, сега можеме неофицијално. Како ви изгледа и како ви звучи темава? Опасна? Не. Не? Воопшто не. Ке го решиме овој голем проблем во државава? Дали има вистински мажи? Јас не гледам проблем. Вистински мажи има навсекаде. Ја- За мене сите мажи се вистински мажи, секој на свој начин. Добро, ова беше само за разбивање на трема. Значи, генерално вас ке ве прашам која е дефиницијата за вистински мажи. Меѓутоа јас пронедов една дефиниција, а вие можете слободно да ме прекинете додека јас ја читам. Значи вака, официјално. Вистински маж е оној кој се држи до своите принципи и морални вредности. Има достоинство, мислам тука не мислиме на партијата, нели? Има достоинство, но не е арогантен. Верен е до смрт на неговите сакани, и тука некој ми допишал и на партијата, не знам зошто. Вистинскиот маж е оној кој ги исполнува своите ветувања, умерен е, трпелив и љубезен кон луѓето, и најважното, комплетно е одговорен и стои за своите постапки и за своите зборови. Вистинскиот маж не се плаши да презема ризик и да сака само една жена. Кој прв ќе одговори сега да слушнам? Како ви се чини оваа дефиниција? Или се пронајдовте во дефиницијата? Многу е сложена. Ако ви интересира да ви кажам нешто околу зачувувањето на македонскиот национален идентитет Добро. и јазик во спорот со Бугарија, би можел малку подолго да елаборирам. На оваа тема не сум доволно поткован. Прашањето е навистина сложено, специфично, а ова што вие го прочитавте, изначитавте еден куп работи. Не знам дали секој еден маж треба да ги поседува сите тие особини, за да вие го дефинирате како вистински маж, како што веќе Жена го раков, дефинирала, затоа е таква според мене, дефиницијата. вистински маж е секој маж, секој самиот за себе е посебен свет. Впрочем, има други кои што тоа треба да го кажат. Пред се партнерката, бидејќи зборуваме за вистински маж, сопругата, Добро. И сопругата што вика ваша? Ваша, твоја? ќе ја повикате да гостува во вашата емисија и ќе ви каже, бидејќи не знам. Ова е за мене. Така, она за кого се омажила? За вистински маж или не? Ќе ја повикате мојата сопруга и ќе го поставите ова Официјално прашање. ја повикуваме. Дојде се да него одговори ова прашање. Ајде, Павле, како ти звучеше дефиницијата и имаш ли нешто да додадеш или да одземеш? Апсолутно 100% се согласувам со тоа што го имаш напишано. Кој го кажа? Било кој тој изводок од каде и да е земен. Ја познавам вакви мажи. И им се воодушевувам и им се дивам. И секој еден маж на некој начин треба да настојува. Не е се правилник како треба да изгледа маж и што све треба да прави за да биде вистински маж. Меѓутоа, од сите овие елементарни работи кои што ги кажа, мислам дека секој еден маж треба да се стреми кон нешто вакво. Ирина, да слушнам. Како ти звучи тебе дефиницијата? Па дефиницијата добро кажа генералот дека малку е сложена, премногу епитети за еден маж. И па, вистински маж треба да биде сложен маж, пошто не иде вистински да биде прост маж. Барем ја така мислам. Не иде? Да, меѓутоа секогаш зависи каква партнерка има тој маж до себе, така да можеш да бидеш вистински маж, меѓутоа дали ја имаш вистинската жена поред себе за да можеш да бидеш верен до гроб, како што напишавте, на само една жена, така да. Така. Сега барам име и презиме од вас да ми дадете кој е вистински маж во државата. Име и презиме. Трик прашање. Јас не можам да ви дадам одговор на вашето прашање. Зошто? Па не можам.
не сум размислувал на таа тема и некако прашањето ми звучи, одговорот на вакво прашање може да биде повеќе димензионален и протолкуван различно. Мислите на вистински маж во политички Значи, смисла? еве Мислите по оваа на дефиниција, работни? еве по оваа дефиниција ми треба име и презиме. Па вие во таа дефиниција прочитавте еден куп работи кои што Еден треба куп да мажи нашите ги стави. исполнува. Па ја на пример имам еден таков маж, ќе ви кажам кој е после, а инаку очекував дека на ова трик прашање вие самите ќе се пријавите. Сами за себе да зборуваме малце, дали? Непријатно. Непријатно. Добро, прашувам, значи имаме ли име и презиме на некој кој што еве ајде нека не е во државава, нека е блиско суседство, нека е во светот. Има ли некој тако? Има, постојат. Меѓутоа сега не би издвоил некој посебно да Постојат кажам. во приказните? Па не во Митови? приказните, има мажи кај нас. Многу жени се жала дека нема мажи кај нас. Да, тоа е факт. Мал е процентот, меѓутоа има. Има. Стварно очекував веднаш како од пушка вака ќе рече еве седат во ова студио седат двајца вистински мажи. На пример, ја тоа немам проблем да го кажам. Јас да бев еден од вас, ја тоа ќе го кажем. Па сега сами за себе да Добро, Не, може да им улесниме ако сакате, јас ќе кажам. Ајде, значи, покажи. Да им улесниме и на двајцата. Дали со име и со презиме двајца вистински мажи да ми наброиш? Па еве се. Дали сум јас меѓу двајца? Очекував јас. Да, да им улесниме малку. понажен пол, одма зема иницијатива да го реши проблемот. Иако морам да напоменам дека познавам многу вистински мажи, премногу. Јас сум опколена само со мажи, мислам, таков ми е спортот најверојатно. Меѓутоа, не се согласувам со тоа, тоест не се согласувам со жените, веројатно дека таквата врста е во изумирање, мислам, далеко од тоа ние веројатно жените премногу бараат, а дури и да прашаш некој од моите пријателки кои што го тврдат тоа дека таква врста веќе скоро и да не постои, мислам дека нема да знае ни одговор да даде на тоа прашање зашто тоа го мисли. Односно кој е тој недостаток кај некој маж кој што нели му недостига за да биде потполно да остави впечаток дека е вистинскиот за неа. Одлично. Не си го знаат одговорот на прашањето, иако го тврдат. Ми се допаѓа тоа, јас само ќе ви кажам, еве, кој е вистинскиот маж за мене, тоа е татко. Како ви се допаѓа овој одговор на прашањето? Добар одговор. Јас не го познам татко ви, не можам. И јас не го познавам сега, убаво е тоа во твојот свет. Да, во Вистински мојот маж, свет, да. во мојот свет. Но така нема е. причина да се сомневам. Да. Да. Мислам, тоа е субјективно некое мислење, меѓутоа секогаш кога би ме прашале, јас тоа би го дала како некој одговор. Ајде да дефинираме сега вака од психолошка или од стручна гледна точка. Значи, кој е вистински маж и дали тоа подразбира дека вистинскиот маж е зрел маж? Па некако кога го читаше, вака кога те слушнав се викам да сум маж би се исплашила од оваа дефиниција. Како некои превисоки очекувања за тоа како треба да бидам, што треба да правам. И тоа отприлике нешто што многу често го сретнувам во работењето, пошто работам со голем број мажи. Така да една од позадините со кои што они доаѓаат најчесто е превисоки очекувања од околината, дека треба да обезбеди нели финанси, да биде поддршка, да носи одлуки, да биде нежен, да биде емотивен. Што е друго да биде фрла маж? ѓубре, да. Така да биде амбициозен, Тоа да му е не биде во описот емотивен. кога се раѓа, тоа во ќе кажем во имотниот породилниот лист му стои тоа. Баш Или не е така, али доаѓаат со една, да кажам, нарушена добросостојба за тоа што нели Премногу мажот е бараме, човек. сакаш да кажеш ние жените? Не, премногу се очекува од Премногу мажите. се очекува. Дали премногу очекуваме ние жените од вас мажите? Додека некои Тоа жени зависи. Чекај да видиме. очекуваат вистински мажи според вашата дефиниција, многу добри мажи поминуваат покрај нив или во нивниот живот и некои од тие жени остануваат сами. Подоцна, кога ќе поминат годините, се прашуваат каква зла среќа имавме, ниту еден вистински маж не влезе во нашиот живот, а тој можеби бил на дофат на раката. Бидејќи ваквите строги дефиниции на вистина може да нанесат штета во релациите помеѓу мажите и жените. Секој еден маж кој што си ја сака својата сопруга се прилагодува на неа и обратно. Тоа е двострана акција. Нормално е дека сопругата или партнерката, доколку не се во брак, треба да се прилагоди на партнерот, односно сопругот и обратно, за врската, односно бракот да бидат поуспешни. Но ова е лесно да се каже, потешко е да се направи. На дело, еве имаме тука Ерген. Значи каква сопруга бараш ти, еве? Каква сопруга Да, ето.
А пошто Ирина те како дефинираше жените дека си како што винтер креираат. вистински маж и дали може да те скрои тебе некој? Ајде. Ама тоа е најголемиот проблем, Подложен значи не може на да се кроење. Он е Тоа е- скроен. Јас сум скроен. Имаме тука скроен. Е, па не, скроен си е веројатно од претходно, како може сега некој да дојде да го крои него по неизин терк? Најголемиот проблем Мислам дека не. во една врска е што луѓето не се прифаќаат онакви какви што се. Точно. Тоа е најголемиот проблем. Добро. Што дали маж или жена има замислено некаков кроен план за одреден човек и нели како си го замислува својот совршен партнер во својата глава. И после тоа се случуваат најголемите проблеми. Затоа што очекувањата кои ги имаш према некоја работа и ако не се остварат тие очекувања, онда не идува на фрустрација и така натаму и така натаму. И мислам дека спротивностите и различностите треба да се прифатат доколку сакаш да видиш хепи во таа врска. И не одговори на прашањето. Нели? Ние како жени. Тоа го Ти си лансирам. портпарол. Имаме премногу Ама ние дипломатски многу се одговори. поддржуваме, точно. Нели, имаме Ние премногу сме дипломатски жени. одговори овде, имаме одговори кои што неа да Заобиколуваат. Точно. Така, добро. До крајот можеби ќе ги скроиме како што сакаме ние. Не знам. Одиме сега на анкетата да видиме што мислат нашите граѓани, дали има вистински мажи во државава. Нешто конкретно. Дали постојат денеска вистински мажи? Па веројатно постојат, не знам. Па се уште поретко може да постои инаку. Према поранешното време сега, современ начин на живот сега. Постојат. Има малку. Па има, како не. Не е као порано, така. Па тоа треба некој друг да прашате. Па зависи как ги барате. Ако ги барате во општествениот сектор, сигурно нема прави мажи да најдете. А сигурно дека постојат. Мислам дека не. Па има и од младината. Има многу воспитани, многу образовани, многу паметни и многу непаметни и необразовани, што воопшто ништо не читаат, дали ја не знам како и завршиле тие факултети. Основни работи да не знаат. Секогаш сум да првин ако е дечко со девојката да биде културен, да има еден убав однос. А ако са пак во брак, да имат разбирање, да си помагат еден со друг и пак да се донаградуваат. Дали вистински маж плаче? Па би требало, зашто да не. И тој има чувства како сите. Па има моменти кога плаче. На некои тешки моменти ќе плаче сигурно. Дали плаче? Не верувам. Вистински маж не плаче, било што да се деси. Да, али и други атрибути и афинитети и работи ги има. Па нормално, некогаш плаче. Нема човек што не плаче. Нема маж што не плаче. Тие во себе тагуваат многу појќе можда од жените. Али, добро, само еден момент. Затоа што они пак не плачат. На друг начин ја искажуваат тагата, болката. Дали денешните мажи се плашат од жените? Има многи кои се плашат, а не би требало. Тоа е симбиоза, тоа е живот. Двајца, зна се што е. Заради семејство, заради деца, заради иднина. Многу работи има. Мислам, повеќето ги слушаат жените отколку мажите. Од жени, па тој не е маж за мене, ако така мисла. Тој не е маж. Од жени нема што да се плаши. Али жена не се тепа, тоа да знаете. Нема основна челија, фамилија, нема. Касно се женат или не се женат, а све друго знаеме како е. Дали се плашат од жените? Зависи кој. Не, секој пат има поштовање према жените, одредено. Некој ќе го нарече тоа можеби страф, некој ќе го нарече другачи, меѓутоа има некои што се плашат сигурно. Нешто конкретно. Добро, имаме ние прашање за тоа дали плачат мажите, меѓутоа еве сега конкретно во однос со жените. Значи, што не сме да си дозволи вистински маж кога станува збор нели за односот со жените, бидејќи постојат некакви си непишани правила дека на пример мажот мора прв да ја прииде, иако во денешно време тоа не е така. Па мажот мора да ја запроси. Не знам како е сега во денешно време, меѓутоа порано се знаеше маж праќа пијачка на девојка. Не знам сега дали девојките праќаат пијачка. Ајде ти како најмлада генерација. Па праќаат, мислам дека се уште мажите пијачки А жените пристапуваат. обратно?
Па не сум видела баш таква Ти не ситуација би? до сега. Мене ми се има случајно да ми пратат пијачка само на мене, нешто ситно, мало вино или беше нешто го делевме другарки и јас им пратив голема флаша затоа што беше нефер према другите другарки. Ама тоа беше една ситуација кај што дојде мажот и ми приде и ми пружи рака, да, дека не беше коректно према останативе 4 девојки на масава, онака ми носи мало вино. Али да, мислам дека се уште го бира тој начин и ми е веројатно наједноставен за приоѓање на жена. Во град. Праќање пијачка на жена? Дали е тоа добар начин на додворување? Сум заборавил, имам 50 години. Одамно сум оженет, така што сум Па заборавил. добро! Сигурно не би пратил јас пијачка на било која жена. Да? А како ја освоивте сопруга? Може тука да коментирате? Првата или втората? Ајде и двете! Со харизма. Убавината не ми е јака страна. Само мајка ми има кажано дека сум убав. Исто ме интересира, тоа секогаш ме интересирало како реагираат мажи кога да речеме ќе се одбие пијачката, девојка која ќе одбие пијачката. Дали се чувствуваат поразени и како тоа да речеме би се вистински маж, како би го поднел тоа као пораз или онак, окей, иде живот дале, дајте нова тура, заборавивме, идеме на друга девојка. Мене би се нема случајно Да те одбие? да ме одбијат, да, меѓутоа не прекем од нигде никаде пијачка. Мислам, тоа е малце клише момент. Стварно е клише? Па и е клише, да. Во твое време беше клише да пратиш пијачка? Торо, ја немам 100 години. Види, јас сум прекел пијачки, не викам дека не сум прекел пијачки, меѓутоа тоа е не знам, спонтана ситуација, па си направил момент, па дај да пиеме по една пијачка се почести. Колку пијачки до сега си пратил во животот? 2. Не се сеќавам. Не се сеќавам. Како се реагира во такви ситуации да слушнам? Значи во однос на тоа да речеме кој прв треба да го преземе чекорот? Дали маж, жена и во однос на праќањето на пијачки? Како тоа иде така? Психолошки момент? Културолошки дефинитивно мажот затоа што сме така воспитани, нели? Меѓутоа познавам многу мажи кои што се срамежливи и не мислам дека се помалку мажи од мажите кои што не се срамежливи. Затоа што едноставно тоа е природата на човекот. Некој е поотворен, некој е позатворен. И мислам дека оние мажи кои што се посрамежливи се навистина со полоша самодоверба затоа што не спаѓаат во таа категорија на храбри мажи, нели? Фигуративно кажано. Али ако гледаме културолошки, дефинитивно кај нас е многу застапено тоа мажот да испрати пијачка, додека знам многу други земји во кои што сум била, каде што интеракцијата е на многу по друго ниво. Дали вистинскиот маж може да си дозволи да го запроси жена? И дали вистинскиот маж може да си дозволи жена да му плати одмор? Мислам заедно да идат, да не иде сам. Да го запроси? Не би го запросила, значи не, мислам тоа е веќе нели тоа е више претирано. Да, не би го запросила, мислам се извинувам на сите девојки до сега што има. Па не мора со прстен, со нешто друго, со некоја кола. Не. Сепак не. Не. А тоа што не сме да си го дозволи вистински маж, имаше еден од анкета, не само од анкетираните на анкетата што кажа дека не сме да си дозволи да удри жена. Никогаш. Добро. Со тоа значи Ќе те демантирам после со нешто друго, да. Okay. Што не сме да си дозволи вистински маж? Многу работи. Например, едно да изневери. Добро. За удирањето е, каже Ирина, тоа се подразбира. Добро. Едно, две, уште една. Ако почнам да набројувам, ќе ми требаат 5 минути. 3-4 работи. Брза. Па мислам дека под број 1 не сме да се дозволи да не побара помош од сопругата, а не сме да се дозволи да ги игнорира проблемите кои што потекнуваат од самиот него. Добро. Да не биде нели игнорантен во врска со она што се случува внатре во него. И што знам, трета работа дефинитивно да не биде насилен, но не само во поглед на удирањето, и вербално. И општо бидејќи мажите биолошки имаат нели поголема сила, по различно градано тело, кое што пак би рекла во ниедна ситуација не би требало да биде злоупотребено на било каков начин. Така, сега вака, викаат дека нели вистинскиот маж не се плаши да влезе и да излезе од врска. Меѓутоа се случува во последно време, тоа го зборувавме, дека да речеме маж ќе си минјат звезди, ќе се удвара. Све ќе биде одеднаш ќе го снема. Што би се рекло во војнички речник, дезертира? Така, дезертер. Па не би изравнил со дезертерство, но би рекол љубовно дезертерство. Љубовно дезертерство.
ги има такви и зошто го прават тоа? Зошто не каже во лице, например, окей, добро, него го снемува. Ghosting се вика тоа, не те гледам, тука си, ама не те гледам. Зашто се случува тоа? Павле, си го правил некогаш тоа така? Да не ти кажам дека не ми се свиѓаш, мене ќе ме снема. Види, ме снемувало, да, меѓутоа секогаш сум бил отворен. Секогаш сум кажувал. Значи, без разлика сум си мијал звездика што кажат тие тоа се надоважам на тебе и слично. И ете, нели, ја освојуваш партнерката и се останато. Кој е моментот? Без разлика, значи мора првично човек да знае во која емотивна состава се наоѓа. Добро. И пред се мораш да знаеш што сакаш ти од таа партнерка. И сега мене не ми се случувало да симнам од звезди за да имам крајен исход и да направам само една единствена работа после тие симнувања на звезди. Меѓутоа, сметам за себе дека сум многу фер плеер од тој аспект. И кажувам у самиот старт како ми се намерите и што сакам да направам. Фино. Тебе ти се има случајно така или тебе те снемува? Да ми исчезна некој така да гостинг? Не, до сега ми се нема случај. А ти исчезнуваш? Сум исчезнала. Зошто? Ке излажам ако кажам дека не. Па затоа што кога не се разбира, кога веќе не се разбираме еден со друг и кога пробуваш да му кажеш дека треба да биде веќе крај, а он не те разбира, не сака да го прифати тоа, најлесно е да се исчезне. Да прашувам или да не прашувам како Да, најлесно се? прашувате. Не, да не прашувам. Како се раскидува една жена? Не, Јас на се девојка. заљубив, се оженив. Потоа малку погрешив и Пак се залюби, пак се ожени. првата сопруга беше извонредна, не можам да се пожалам од неа. Јас погрешив, потоа се оженив и сега внимавам да не сгрешам. Се зареков, многу сум внимателен и навистина имам изградено добар однос со сопругата. Нормално не е толку идеален како што го слушам Павле со овие неговите големи очекувања ќе остане неженец. Павле, не случајно веќе има 30 и кусур години се уште е сам. Па види, не сме дојдени сите на планетава за да бидеме нечи во брак. мажи, да бидеме во брак и слично. Абе, може после емисијава ќе се ожени, од кај знаеме? Не се знае. Порано се жениле со стројници. Ако треба да го испофалиме, што све има, Павле? Како еве, например, ти да си бустројник? Деле не го познавам дечкото. Ама еве вака, од прв печаток. Супер, си има Убави сите на контури, дворешниот има, му стои добро марамчето на Да, ребе. има брада, има Има висина, брада, тоа е добро. не се депилира, не знам, добра коса носи. Од каде дека не се депилира? Па се гледа. Извинете, ама се гледа. Да си го депилира торзото. Барем тоа пример. Не знам, не сакам мажи што се депилираат, многу сум против тоа. А леле, Тоа ја ми е тука нешто гледам болна потенцијално. точка. Ја нешто гледам далеко од потенцијално. тоа, не. Ама не сакам мажи што се депилираат, не знам зашто имам. Добро, ја тука Затоа што гледам. во планина влакната греат, затоа. Веројатно. Да. Тоа не значи дека јас не се депилирам. Значи ние треба да смрзнеме у планина. Добро, тоа веројатно од војничка гледна точка дели кога Затоа посилен пол, нив да ги греат, а ние депилирани, нека мрзнеме, не е проблем. Имам брзи прашања на кои што ќе треба да ми одговорите, така да брзо, лесно, експедитивно. Сакам да одговорите и пак ќе видите нешто ќе ве демантирам. Дали вистинскиот маж носи папучи по дома? Да. Да. Добро, окей. Дали вистинскиот маж јаде со кебапите кромит кога е на вечера со девојката? Да. Само ако ја она јаде, ама да. Да. Само ако она јаде со сопругата. Овдека го спомнувам поимот девојка, меѓутоа викаат дека ако жената научиш да ја сакаш како што си ја сакал девојката, ако научиш да ја штитиш како што А јас се сакам повеќе отколку кога ми беше девојка. Демант имам. Не може уште една дефиниција, чекај да ја кажам дефиницијата. Значи, ако научиш да ја сакаш жената, како што ја сакаш како девојка, ако научиш да ја штитиш како да ти е сестра и ако научиш да ја почитуваш како да ти е мајка, тогаш стануваш вистински маж кој што знае да сака жена. Ќе го запамтам. Ова сестра нели? немам и не можам да направам споредба. Па добро, некоја која што ја почитуваш, може би братучетка, меѓутоа мислам дека оваа дефиниција одлично дефинира нели во однос на тоа како треба да се однесуваат мажите кон жените. Да. Затоа и исполнав девојка. Идеме пак се враќаме. Значи вака. Дали вистинскиот маж ќе дозволи жена да биде на повисока позиција од него? Функција, да заработува повеќе од него? Да? Апсолутно да. Зашто да не, да? Да, добро, окей. Сега. Ајде, тука еден муабет кој што вика вистинскиот маж може да удри жена само во еден случај. Во ниеден случај. По задникот. Yes! Тоа е тоа!
вистинскиот маж може да удри жена само во еден случај и тоа е позад. Не би се сложила апсолутно. Зошто? Тоа од љубов? Ако е тоа договорено и ако нели се заедно. Леле, замисли да се договориме да ме удри по задникот, да ја шеткам по неговиот не знам места. Затоа што јас знам многу ситуации кога во диско на пример ќе те удри маж по задникот кој што не ти е ништо. Не зборуваме за тоа. Зборуваме за однос кој што имаш изградено со дечко. Да, ако се заедно. Не да се договорат кога ќе се удрат, туку ако се заедно. Ама тоа е симпатично, или па и жена знае. И деца у школа кога бевме мали, значи машките играа брканици, па си го играа девојчињата и со тоа значи дека се има симпа, нели? Да. Па да, тоа знае да направи травма. Барем у моето време, сега не знам вие кој време. Јас сум конзервативен, не зборувам на оваа тема. Леле, добро. Дали вистинскиот маж ждрига, дали се депилира, дали има брада и бркови? Ја имам и брада, имам и бркови и не се депилирам. Еве да ти одговорам на твоето прашање. Кога бев во Ирак, пуштив мустаки. Добро. Се додека еден не ми напиша во коментар, односно тоа беше твит дека личам на Фреди Меркјури по AliExpress. И земав ги избричив. Имав едно време кога бев во Ирак и брада, ама не е за секој мустаки и брада. Да. Иако мојот татко починате, цело време имаше мустаки. По тоа го знам откако го знам. Јас во никој случај пробал во неколку наврати, но повеќе преферирам вака, без брада и без мустаки. Чист образ. А и сметам дека сите мажи се бричат под мишки, кога веќе зборувате сега депилација, ја не ве разбирам и вас. Добро, депилација. И на одредени делови нормално бидеме подсредени. Друго е бришење, друго е депилација, да се разбереме. Значи, друго е поминување со машинка, друго е депилација. Добро. Ама Па депилација, кај ќе најдете вие толку храбар маж да се депилира? О, верувате, ги има многу на секој чекор, вие само треба да излезете. Не, има. Најчу палицата. Каде најчу палицата да видиме да исчупаме тука колку ќе плаче. Јас се восхитувам на жените кои кога се депилират, бидејќи на вистина треба храброст. Мислам дека е многу болно. Не, значи, ете, откривме еден момент кога плачат мажите, кога се депилираат. Па вие на мене од бркови едно влакно да ми скубете. На сесија плачат. Ма не си маж ако не пушти сълза. Стварно? Па да. Да? Не си маж ако не пушти сълза. Па не си човек ако не пушти пушти човек. Па ако ти искубат влакно од мустак, пушти сълза. И ќе пуштиш и две. И две. Добро, кога плаче вистински маж? Кога има емотивна ситуација, значи не може да се потиснуваш и да не пуштиш сълза. Добро. А плачеш пред жени, затоа што викаат на пример разлика помеѓу маж и вистински маж е тоа што вистинскиот маж плаче, меѓутоа не пред други, инаку не е дека не покажува. Ама не е некоја слабост ти да пуштиш сълза, мислам, па апсолутно да. Со плачење ништо не се решава. Ништо? Заплакав кумре, татко ми заплакав на погребот на еден тигар кој што имаше 20 години, бидејќи беше многу траурно, прилика тоа е тоа, за третото треба да се напрегнат. Со плачење ништо не се решава. Иако е човечки, јас не сметам дека оние кои што плачат, зборувам за мажи, се слаби, но е некорисно. Наместо да плачам, треба да барам решение. Не значи дека ако плаче, дека он не го бара решението. Апсолутно да, мислам. Да, но убав е тој став кој што го кажувате вие. За да течат солзи, тогаш ќе ни објасни психологот, човечката психа е во една посебна состојба кога не може објективно да размислува. Па не би се согласила тука. Зошто мажите процентуално почесто 3 до 4 пати почесто прават суициди? Самоубиство. Зашто не? Зошто мажите двојно повеќе страдат од кардиоваскуларни болести, кои што се најповрзани со емоционален стрес? А женети ли се тие мажи по статистика или не се? Не проверив, но дефинитивно многу се поврзува тоа дека сите болести од кардиоваскуларниот систем поврзани со пулс, со срце, со крвоток и така натака. Тоа е затоа што не плачат? Или немаат каде да ја... Но нештата е нефункционално справување со емоционалниот стрес, затоа што да, ние може да го бараме решението на проблемот, но стресот останува. Тој е присутен. Кој е најголемиот страв на еден маж? Многу сериозно прашање. Па да нека одговора прво маживе, може они подобро. Кој е најголемиот страв? Чекаме. Прв јас да кажам. Ајде. Ти размислуваш? Па да, имам една идеја. Мислам дека најголем страв е нешто да излезат од контрола. Добро, стои, за да не му асоцираш на одговор. Па
Не знам, порано јас ставував од неуспех. Добро. Неуспех кај жените или неуспех општо? Неуспех Општо. Кај себе, да. И, ама како доста помлад. 22-3 години. Кој е најголемиот страв на еден маж? Грдо е да кажам, јас сум безстрашен. Победникот. Јас сум помирен со се. Јас со една рака можам да скршам 5 керамиди. Дел од јавноста со тоа си смејува, но рака која што може да скрши 5 керамиди, што би направила кога би погодила череп од глава? Ја не би да пробаме сега. А ама рака знаеш која што што сега- со катана сече лубеница на милиметар над човековиот стомак. Што би направила таа катана кога би била насочена во некоја цел? Немој. Значи е сега. Ги слушнавме ти оваа рака што може да направи, нели? Меѓутоа јас знам Ова дека рака војска... знае и да гале. Гале мојата Тоа супруга. сопругата која ќе ја викнеме, ќе си... Дали оваа рака у војска се учат многу вештини, многу работи. Дали оваа рака знае да зашие копче? Давај ваму да видиме дали знае оваа рака да зашие копче. Да видиме. Донесете ми платно и ножички и ќе скројам нешто. Не, копче, ама ако се Дајте копчето, дај копче да видиме Може ова се. да го скинам и ова Не на да мене го да кинеш, сошијам, еве само сме ќе си си спремиле. разместам. И види и мора да се, ајде. Сега ќе треба да се да, открие да, на да, моја да, да. слабост, која што се појавила на Гледате ли како 50 открив години. слабост? Ја откривме слабост на Стојанче. Таа се вика што? Видот. Не гледа. Не гледа добро. Гледа око соколово. Гледам како сокол може на 100 метра да Ајде, видам ова. глушец. Ама не и од на близко. пола метро Најдове да го најдеш крајчето. игла нема да видам. Добро. Игла да Лилепе, не можам да го најдам крајчето. Еве го, Тоа еве е го. те залудно потрошено време бидејќи Не. на брзина ќе ги сошиам сите копчиња. Па едно имам Еве, ја, еве, две еве. сум имала. Го направи, ајде давај, 3-4, А да видам дали може. Зошто ваква боја на конец? Леле, добро, еве црвен. За еднаквост За да се гледа. помеѓу Тоа мажите. е подифурација. Помеѓу мажите Па и жените везе на розово. црвен, дај са друг црн. Еве на ова. Еве. Ето Сакаш црно, поголемо таман. или помало, ќе се тргнам јас, да? Сега доаѓа. Моментот 3-4, ајде. Не, видете, рефлекторите ми бијат во очите, иначе Чекај да застанам Не, ја ворете, пред не. рефлекторот. За малце. Ето го. сега ништо не гледам. Ми ја сокривте светлината. Ирина лево десно. Право. Помаги. Чекай. Ете го, за малце. Видите, вие ми Ајде дадовте. бе. Не вие можам. ми дадовте. Дај му да Не, помогне. не, ама вие ми дадовте конец со бушев завршеток. Да ја да се Има спасам, како неќе го се, протнам. Много Ти ќе го ши. протне. Ти ши. Пошто он не знае да шие работава. Прав маж не се откажува. Не, дај му на Павле. Не, види, доаѓа. Повели Павле. Ама со овој крај те молу. Навистина е како се малку прави? Ајде на разбушавен. Крајот е разбушавен. Павле ќе мора да го Ама звучи вулгарно што ќе треба да направиш, Павле. Не бе, Павле. Павле Не, не е ќе- само ќе до видот. без Само Павле е Можете да пуштите Павле е реклами, упорен додека млад дечко, чекаме ние како кој што може беше да... упорен да го намести конецот така да бидеш упорен во љубовниот живот и да се ожениш. Секогаш. Имаме стројник. Збори ти, фали го уште, Павле. Фали го, Павле. Ти го испофали. Ја му направив лоша услуга. Дај, Павле, ја. Павле, јас на твоја возраст. Дај, Павле, имам друга задача за Па тебе. многу е мало дупчево без снеже. Дупчето е таман. Конецот е бушав. Затоа конецот не е депилиран. Дај го кај Ирина што ме буша. Дали по... Леле! Имаме! Повели! Го зема Па, копчето? Јас досега Го зема копчето? двата краја Еве. Два конци парај од душата, едниот како беше, ти ја знаеш што? Можеш некоја музика успесна Едниот црна, вака? другиот црвен. Некоја таман. песма за Ако ушиење може од копче? Карл Кокс нешто да ми Еве, може. Карл Кокс. Ајде. Una mattina, Толку ајде. немам измрзнато во mattina. специјално. Mi sono son alzato, oh bella ciao, 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. E se io muoio da partigiano, Убаво иде, убаво иде. oh bella ciao, А bella која ciao. корачница? na, na, На што ги учеше војниците? Која да ја пеат песна? Некоја песна. Прво химната Химната, добро? на Македонија. Е, втора? Земја македонска. Ај, земја македонска?
Земјо македонска. После Еве тебе добро. Уважавам те. Ја пеиши. Види сега. Не иде. Уважавам твоите гори Не ја Македонија. знаеш, Павле? Ајде друга кажи, од другите кои беа? 5 имаше. Химната Добро. Земја македонска, народе македонски. Со какви идеи си ти, доста Да, беше ја знаеш? разбуди се свести се Ајде, нести. почни. Не би сакал сега. Не би, добро. Наредната е малку непријатна, бидејќи сега работам на соживот. Добро. Од каде дојдовте да не дојдете, што ви лошо сторив, да не Ова јадете. како да ме колнеш, и од каде дојдовте да не дојдовте? Во Борце Што ми царот, лошо сторив? секој мораше да знае. Добро. И уште една, Доста е толку? Колку пати се поминува со не купчето? пробајме да биде да не Биде може. црсто, бре. Ова нема може да го извадите купци. Ке ни остане тоа тука. И последната, не плачи, мајко, не жали. Ако ти загинам со душман, јас ќе се борам да го истераме од нашата земја, од Македонија. Благодарам Гледате, многу. и Ова е, ајде да го пробајте покажеме. скинете. Да, одлично. Мислам дека вие Ајде, нема да мислам дека успеете. заслужува аплауз, дечки. Совршено, да, тоа е тоа. Ќе кажам и нешто, јас го учам Значи, син ми да го прави ова. Го учам, треба да го заради учи. тоа што мислам дека треба да биде маж кој што ќе знае да се суши, да не чека на жена му, не знам каква девојка ќе му се погоди, а ја како мајка не можам да се мешам, така да ова треба да го знае секој маж. Дали е така, Павле? Ќе продолжиш? Не само тоа, метам со првосмукалка. Така. Вклучувам машина за садови. Перална, не знам, тоа ми е многу комплицирано. Чистам купатила. По потреба бришам прашина, иако жена ми нема да се согласи со сите овие работи. Сега ќе го поставиме второто прашање, кое што нели беше во видната тема, дали треба да се врати војниот рок во Македонија, затоа што нели некако е поврзано со вистинските мажи. Ако ја имаме анкетата спремна, ќе ја погледнеме, значи дали треба да се врати војниот рок во Македонија, после тоа ќе побарам од вас, значи да ја дискутираме и после ќе заклучиме све и ќе завршиме. Може ли? Нешто конкретно. Дали треба да се врати задолжително служење на воен рок? Па мислам дека бескорисно ќе биде. Мислам дека војна сила што може да направиме ние Македонија. А второ за дисциплина, за воспитување на младите. Па ја мислам да. Дали фали дисциплина кај денешните мажи поради тоа што не одат? Да, фали многу дисциплина. Уопште кај сите млади, не само кај мажите. Военниот рок да се врати само поскратен, да не биде како што беше прво ние, како што На што ги учи војската мажи? да стекнат работни навики. Војската ти дава култура, ти дава да бидеш појак. Треба. А држава секој пат почивала на тоа. Пак треба така. Што ги учи мажите војската? Све, живот, одговорност, работа, коректност, све. Треба ли да се врати задолжителен воен рок? Треба да се врати. Зашто војска добиваш едно животно искуство. Војската све те учи. Мора да се воведе. Иначе без војска ништо. Овие денешните генерации тешко нив богами. Може да биде многу позитивно за одговорност. Треба. Затоа што мислам дека и дисциплина и се имаше во тоа време. Треба некој да ја чува државата. Државава да ја чува. Постабилен си да ти кажам право. Би требало да се врати. Нешто конкретно. Се знаело, одиш во војска и од голобрадо момче стануваш маж, мажиште, потребен во секој друштвен сегмент на една држава. Војската, велат, понатаму била доживотен темел за една здрава машкост која креирала јаки, храбри, способни, организирани мажи кои се потребни на секоја жена во улога на сопрузи, татковци, синови и браќа. Значи тоа вака беше драматично. Дали треба да се врати војниот рок и дали навистина отсуството на војниот рок прави мажи кои што помалку превземаат ризик, помалку се, да речеме, одлучни да направат некои работи и општо, значи во целото општество. Јас последен ќе одговорам. Ајде, добро. Ајде, Тијана, кој ќе почне прв? Јас мислам дека треба да се врати, но не ми се допаѓа кога работите се задолжителни. Туку сметам дека треба луѓето Избор. да се стимулира и да им се покаже зошто е тоа добро од една страна. Значи да се покажат тие предности, да кажеме, на воениот рок, ако веќе го зборуваме како таков. Но сметам дека порано не секогаш биле војните рокови корисни, значи знаат да направат и многу трауми, зависи
што секој човек нели поминал како искуство низ војниот рок, има луѓе што биле. Ама дефинитивно се враќале појаки. Апсолутно. Поспремни за живот. Затоа и сметам дека значи да, треба да се има можност да нели ако сакам да одам на воен рок и на некој начин да бидам стимулирана зошто е добро што можам јас да научам на војниот рок. Како тој ќе ми помогне да бидам јас подобра за себе прво, а после и за. И мислиш и жените да одат? Апсолутно. И жените. Апсолутно да. Повели? Ти ќе би одел во војска сега од утре да речат има воен рок и се пријави за војска? Пејач да бидеш. Да? Да, би се пријавил. Јас ќе ти средам, поварајте ме после емисијата. Би се пријавил. Да. И сметам дека војниот рок треба да се врати. Добро, можеме да ургираме кај се ургира за враќање на воен рок. Јас сметам дека за секој еден маж е многу корисно да отслужи воен рок, но сум против законско воведување на задолжително служење на воен рок. Зошто? Треба да биде доброволно. Па не секој сака да отиде. Оно што може да се научи во војска, има мажи кои што може да го научат и на друго место. Има некои на кои што тие вештини, вклучително и карактерни, особени кои што може да се стекнат при служење на воен рок, може да се научат и на друг начин. Ние како достоинство предлагавме војниот рок, кој што би бил доброволен, би бил скалест, би имало 3, 6 и 9 месеци служење на воен рок, но со една возбудлива, динамична обука која што би била магнет за младите, да е мерак да отидат во војска. И евентуално доколку државата е доволно моќна да даде некоја пара. Некој служи 6 месеци војска и се враќа со 1000-2000 евра за тие 6 месеци. Па да се стимулират младите. Но при тоа да биде обуката многу подинамична, поинтересна, би рекол и отсуства, со искачање, со не. Знае, ако си војска нема отсуства, нема телефон, нема Фејсбук. Воен рок, како што кажи Павле, како порано, како на времето. И па како може да е поинтересно ако е построго? Па оние кои што има тако војнички профил, кои што ја сакат војската, тоа повеќе ќе прија и тоа би било предизвик за нив. Одењето војска, колку да се каже дека некој бил војска таму 3 месеци да метете лисија, да има некој 15 дена пешадиска обука да собирате пикавци, тоа не е предизвик за младите, тоа е една од причините поради кои што и младите не се јавуваат, бидејќи 3 месеци ќе ја подсредат касарната. Имат и обука, нормално, но сметам дека обуката не е доволно. Па добро го спрема за брак, да чисти, да средува. Ќе ги повикам вашите гледачи, па и вас присутните. Погледајте го едно видео "Биди тигар" кое што е направено од обуката на тигрите, група која што јас ја формирав. Чисто информативно, цела држава беше излепена со билборди, со плакати, на сите телевизии одеа спотови "Биди тигар, Македонија те вика". На целата таа кампања службите од кадрово во МВР очекува дека ќе има околу 10.000 кандидати и се прошува како ќе ги селектираме. Се пријавија 520. Сериозно? И тоа моравме да звониме по луѓе да ги убедуваме дека ова нема врски, ги примаме најдобрите. Значи вака, само уште да заклучиме кој треба да го воспита вистинскиот маж, дали тоа е задача на мажот или на жената, или да речеме вистинскиот маж генерално може да го воспитува жената, тоа веќе го спомнавме. Значи кој треба? Па во психотерапија велиме дека обично односот со мајката е одговорен за нашето афектно врзување, односно начинот на кој што влегуваме во љубовни, чувствени релации, а односот со таткото е повеќе нешто што натрасира во поглед на општествени норми, општествен статус, како се пронаоѓаме со законите и така натака. Така да двете си носат своја значајна улога и двете се многу важни. И сметам дека апсолутно двете е добро да бидат инкорпорирани, значи мажи кои што имаат, да кажам, зрел однос со мајките, имаат убава емоционална интелигенција, имаат убава свесност за себе. Оние кои имаат зрел однос со татковците, знаат, се доста дисциплинирани, значи почитуваат закони, почитуваат граници и така натака. Така да двете се значени, двете се убави нешта. Одлично, јас мислам дека тука можеме да привршуваме некаде. И јас можам да ви кажам, еве јас ќе го дадам заклучокот од типот дека вистинскиот маж треба да има срце за да знае да сака, да има храброст да тргне по тоа што го сака и интелигенција да го добие тоа што го сака. Срцето е орган кој што пумпа крв, не се сака со срце. Зошто се сака? Со разумот. На крајот, значи, да дадам подароци, ќе ја поздравите сопругата.
Како е името? Јасминка. Јасминка, ја поздравувам, беше најчесто спомнуваната личност, а еве на крајот го имаме и името, Ви така да. благодарам. И ќе ја чекаме да дојде кај нас во емисија. Ќе ја пренесам. Да, еве и ние официјално ја поканувам за да ми каже дали навистина има вистински маж до себе. Освен тоа што има генерал. Океј? Ирина, за тебе се качуваш по Карпи, знам дека најчесто носиш нели алпинистички обувки, така? Пењасици. Меѓутоа, така, како и да се викаат, повели, за тебе имаме нешто елегантно, провери дали ќе ти се допадне, дали е твојот Благодарам. број. Вистинските мажи викаат за да станат попривлечни, некогаш ставаат наочари, а некогаш имаат наочари кои што се за заштита од вид, најчесто се работи нели за компјутер, повели за тебе имаме ваучер, да видиме како ти стои леле, па сме го погодиле и со делото, И провери. За седа тече како што треба, да имаш и витамини и нели вкусни сокчиња да им дадеш. Како се ви каже, како се ви каже Супермен? Кларк Кент. Тоа Така не. Да може Никогаш следниот не пат кажа побрзо дека е конецот Супермен, да го удене. Конецот да удене во игла. Повели за Кларк тебе. Кент никогаш не кажал дека е Супермен. Да, Борет, ама јас само сакам да кажам дека личиш со Кларк Кент. Да. Со Значи начарите. сите ќе ги добиете овие подароци, имате сите ваучери, можеш да и го подариш. Тие не се со вид, него се за заштита од компјутери. Па? Па ти ги си добила! Топ! Гледам како изненадување. Ја мислам да. дека стварно е некоја штикла, затоа што многу ретко ги носам. Бела Добро. патика никогаш не искача од мода. Одлично, ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ви беше доволно интересно и доволно забавно. Јас си поминав супер, се надевам дека ќе имаме уште теми за дискусија. Сега кога го разбивте ледот со вакви теми на дискусија, мислам дека може да ја викнеме на друга Стојам тема. на располагање. Да, фала ви многу. Поздрав. Ќе тргнеме од изреката дека нема втора шанса за прв печаток. Ќе ја расшириме со тоа дали облеката го чини човекот, па дали верувате во љубов на прв поглед или треба да поминем уште 2-3 пати со джипот, дали верувате во победа во прв круг или е потребна коалиција. Зошто Боже снежно снежан? Ремикс. И во облеката, и во карактерот, и во бракот, и во се. Не е секако И на што Инстаграм изгледа. не е, нели? Секако што изгледа. Ти кажувам, јас се оженив на втор впечаток, не на првиот, него на вториот. Значи ја морав втор впечаток на жена ми да ја оставам за да ме земе за муж. Сега, замисли да чорапите ми се со дупка. Не, Ајде, дај да видиме на коце кондурите, да ги облечеш да видам како ти стојат. Добро. Значи рековме, кондурите на коце, а чиво одело ќе облечеш поправо, на Ковачевски или на Мицковски? Сакаш друго зборам? Ајде сега да те средам ја па да видиш. Па мислам дека од Ковачевски би ми било поточно физички. Аха. А психички? Тешко ниф и на едниот и на другиот. Манекинките не треба да бидат облечени, него треба да бидат соблечени, така? За да... Да, баш кога ќе се облечам имам некоја пригода и некој состанок и треба да се облечам во некоја сакова, некоја кошула, знаеш како се леле, па колку си ти убава, знаеш како вика се облекла. Да, кога си се облекла. Облеката само ја држи топлината на човекот, но кај нас се поместија работите. Па јас напишав еден афоризам дека има голема разлика да си бренд и да носиш брендирана облека. Но убаво е човек кога е убаво облечен. Никому не му смета. Сега кога ќе се запознаеме па ќе видиме дали облеката го направила или сам направил нешто во живот.